Добро вечер, драги гости. Големиот поет и академик на Ману, Матеа Матевски, во една песна ќе каже: изгубен во мрачната бездна, се јазам по своите зборови, врзглава што ми се уриваат како дронети карпи. Живееме во свет кој честопати не остава неми од тага, неми од немерување и многу често неми од разочарување. Наспроти сиот сјај на модерните удобства на денешницата, честопати многумина од нас се осеќаат целосно потонати во темнина. Во такви моменти, кога не знаеме што да кажеме, кога сме без зборови и без глас, можеме да оставиме уметноста да зборува за нас. Таа има можност да зборува без зборови и да осветлува без сјај. Иако ретко ни го кажува она што баш сакаме да го слушнаме, уметноста секогаш ни представува барем една страна на вистината. Затоа вреди да ја посветиме внимание. Историски, развојот на зборот и развојот на уметноста одат паралелно. Книжевноста е секако уметност самата по себе, таа е врвот на она што го достигнува зборот од својот скромен почеток па се до денес. Но врската на визуелната уметност со зборот и со јазикот е посебна. Таа е врска на последователност, но и врска на надополнување. Ликовната уметност е ослободена од ограничувањата на зборовите и на различните јазици, а тие пак ќе имаат моќта нејзината порака да ја овековечат и да ја го пренесат нејзиното значење низ времето. Во таа смисла, можеме да кажеме дека уметноста и зборот се две нишки кои ткаат културната таписерија на едно општество. Токму затоа, изложбата која денеска ви ја представуваме разгледува оваа врска. Ве поканувам да ја погледнете. За кратко ќе имаме курирано водство кое јас ќе го споделам, јас ќе спроведам изложбата, за оние кои сакате дополнително да се информирате. А само за крај да ги спомнам уметниците кои учествуваа. Тоа беа Славица Енешлиева во оваа ниша овде, Александра Петрушевска лево од мене, Неат Бекири, Оливер Мусевич зад мене, Анита Попова со глинените скулптури и Стефан Младиновски, најмладиот учесник во триптихот, што е во десниот агол. Ви благодарам за вниманието, мислам дека